Општина Тетово во сферата на образованието се судрува со еден можен сериозен проблем, а тоа е проблемот на училишен простор. Оваа куќа е приватна куќа во село Долно Ораше и учениците ова село го посетуваат основното образование од 1 до 4 оделение. Основното училиште Андреја Сависки Кикиш Тетово работи во 3 смени затоа што условите се такви поради тоа што зградата на основното училиште Маршал Тито е во опасност да се сруши од еден најмал потрес и затоа ние бевме приморани да нивните ученици ги прибереме во нашето училиште, така што сега наставата е прилично отежната, работиме во 3 смени. Условите при ово училиште се многу тешки, бидејќи не задоволува просторот. И видите и вие сами во какви простори ние изведуваме настава, кој воопште не одговара. Тука е задружни дом и ако земеме ние во обзир дека здравствената состојба на учениците ќе биде многу лоша, бидејќи долу имаме вештачко ѓубре кое воопште не одговара за здравјето на учениците. Зградата на гимназијава, иако е од поново време, со намера да може да ги задоволи потребите на желбите на учениците од нашето подрачје, таа сепак е доста оптеретена. Во нашата школа има само 12 училници во кои што може да се изведува настава во нормални прилики. Другите училници се приспособени од магацински и далеко помали простори кои што нити во педагошки, нити во хигиенски смисол не одговараат за таа намена. Во овие училници учат околу 1200 ученици во 2 смени. И ово основно училиште Зуфер Мусич, како и останалите училишта во Тетовска општина, проблем е со просторот. Општинското собрание во својот план го изради 69 година, мислејќи со тоа да ќе го реши проблемот во градот. Само тоа не испадна така, бидејќи во овај терен се доселуваат луѓе од селата и така денеска да сме дојдени во положба многу лоша ситуација со простор. Така да сме били принудени да изградиме овој провизорните училници со лесони низ коридорите. Со тоа сме направили кобаѓи нешто да го решиме проблемот, да го ублажиме. Само со тоа не може да се ублажи, бидејќи ово училиште располага со 1200 ученика, а 14 училници со вкупна површина 750 метри квадрат, што значи на еден ученик му спаѓа 0,70 сантиметра во квадрат. Ние не може да го реализираме и планот, програмата, затоа што се работи на 2 смени и меѓу смени. Сериозноста на овој проблем може да се види од многу показатели, но јас за илустрација ќе наведам само еден. Републичкиот просек на училишен простор изнесува некаде 1 метар квадратен по ученик, меѓутоа во општина Тетово тој просек по ученик изнесува 0,70 метра квадратни. Од тоа произлегува дека на општина Тетово и се потребни некаде над 8000 метри квадратни училнички простор за да го достигне републичиот просек. Нашата општина не е во состојба да го реши целосно проблемот на училнички простор со сопствени средства, бидејќи нејзината материјална положба не го позволува тоа. За илустрација ќе наведам дека за буџетот за 1973 година има реализирано средства од околу 4 милиарди стари динари, од кои 3 милиарди и 600 милиона се утрошени за личен доход на просветните работници. За решавање на овој проблем, поточно за ублажување, постојат иницијативи и од местните заедници на подрачјето на нашата општина.
Ние проблем имаме за училишен простор. Ние моментално што постои училишната зграда, тоа не одговара за сегашните услови за изведување на настава. Ние тука имаме само една училница, а имаме 6 паралелки и така ние работиме на 3 смени. На основу ваквиот проблем ние покренавме една иницијатива во селото и им го образложивме општиот проблем како постои и тие луѓето не сватија и решија да ние собереме учество, средства да изградиме нова училиште. При една акција што изведовме заедно со членовите на местната заедница, луѓето се изјаснија за да учествуваат и дадоа свој допринос, така што со 2 дена што работивме, имаме запишано 10 милиона да учествуваат селаните. Ние бараме да и местната заедницата за образование да ни свати ова нашата потреба, да и тие дадат свое учество да заеднички градиме училиште према бројот на учениците што ги имаме моментално. Прошла година, а ја баш тоа бев, кога смо имале таа расправа, они се сакали селяните да прават џамија. Лично јас сам испречил на тие да не се прави џамија, да правиме школа. Али нисмо имали согласност и така ќе останало. Луѓето се сложили да учествуваме ми 40% од коштањето на објектот колку кошта. И они се сложили така. Бев ја кај подпредседател, двајца подпредседатели таму, и писмено, и со записник, да, толико учествуваме, молим те, немамо простор за школа, бидејќи ми самите ги видиме нашите деца какви оценки земат тука, кога идат у град, у гимназија, или идат у стручна школа у Скопје, тамо ќе добијат оценките единици и то. Због чега? Због што немаат простор во школото. Од ослобоđenja сам тука. Знаем како е било село, како е сега. Давала заедница. Него молим на заедница, молим на општина и на република, нешто ми ќе даеме и они и школото да се гради, иначе нема излез од ова. Колку деца само кажете го посетуваат? Овде неки 1025 такви деца посетуваат. Да напомнам и тоа дека поголемиот дел за инвестирање ќе падне на општината, односно на заедницата за образование како инвеститор. Во нашата општина е присутен уште еден проблем кој бара решавање, кој е доста актуелен, а тоа е проблемот на верската настава. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا ماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا ماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Ја во џамија идем во саат 9 и во саат 1 и по соде. Ја тамо идем и ожата не учи, после букви не учи и после доаѓамо дома, после пак о 1 и по идем ја и тамо си седим, си играм и... Кој те тера да одиш таму? Мене мајка ми ме тера. А колку време одиш? Ја идем 1 месец. А до кога ќе одиш? Стално? Да. Ај напиши некоја буква на табла, што учиш таму. Можеш да ми напишеш? Може. Ајде, излез.
Изговарај ги, како се викат тие. Д, С, Фокус. Б, Ф. Во џамија одиш? Одим Колку пати одиш? 2 пати. Ти одиш? Не. А кој оди друг? Одиш ти? 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 Ти одиш? А? Одим Колку време одиш? у 1,5. Колку доаѓаш? Колку време таму поминеш? 1 сат, 2, 3? 1, 2. Нашето училиште неславно го зазело првото место во однос на бројот на учениците кои ја посетуваат верската настава. Ние покрај просторните проблеми се содружуваме со проблемот со нашата обуфатеност на учениците во верската настава. Тука покрај оно општо знаење се учи арапско писмо, пишување на арапско писмо, а тоа највише се жалат учителите од првите одделенија, вторите одделенија, каде го чуваат, учат пишувањето, бидејќи наопако почнуваат ученици да пишуваат, како што се научени кај хоџите. Ви кажам еден пример со еден наш ученик. Тој беше одличен во 7 одделение, 6 одделение. После тоа ја посетуваше редовно верската настава и беше таму најдобар ученик. Ме се интересиравме како и во верска настава. Таму беше најдобар ученик, а овдека беше најслабиот ученик и понавла и не можеше да заврши осмолетката. Еден е тој случај што го знаеме, но како од него има и многу други кои ние не можеме да ги забележиме кои се тие ученици. Осим просторот, се знае дека во последни години се појавува и проблемот по верската настава. Верската настава ние може да кажеме голема пречка за тоа што децата се оптеретени со една наставата овде во училиште што ние бараме, а од друга страна тие се оптеретени за тоа што ги поаѓаат и тие училишта, тие верски настави. Таму кај тие учат, тие услови немаат опште, седат крстонозе, а децата се малечки, не може да издржаат овде 4 часа, 5, а таму треба уште час или 2, не знаем. Тоа ни сметај скоро да речеме 50% од резултатите не може да бидат како што требат, како што ние ги бараме, како што бара план програмата. Со ова проблематика ми е скоро од ослободување намо се бориме и бараме некој излаз, а до душе до денеска не сме може да најдеме заеднички јазик. Дали уопште треба овие деца да ги поаѓаат овие верски настави или не? А по моје мнение е за тоа што тука се работи за две идеологии. Не може никогаш марксистичката идеологија со верската идеологија да се тие склопуваат, да биде заеднички, за тоа што ние знаеме што значи материализам и идеализам. Тука ми ако збориме за децата, на децата им зборувам за материалистичкиот поглед на свет, а во другата страна тие имаат земат некој друго научно гледање на свет него што ние овде им објаснуваме. Јас захвалувам за оваа емисија која сте го припремили, за тоа што сега пред нас постои и 6-тиот конгрес на СКЮ и желба ми е да таму да се завземе еден став директно во врска со верската настава. Ние немаме ништо против верската настава, него таа директно нас не смета во секојдневната работа во училиштето. Верската настава доста ни пречува во самото училиште, бидејќи и ден денеска тоа се изведува од самите воџи. При ова училиште, како и вие сами сте го видели, дека има градена џамија, која е во селото и самите селјани учество дали доста. Во нашето училиште скоро 40% посетуваат ученици верската настава. Јас сум и жител на ово село и често пати кога излезам по селото, ги гледам децата одат се верските книги кои излезат од џамија. А како се понашат во час? Во часот слабо интересирање имаат учениците. Школата тука има 4 одделенија, видите вие сами, од оздола е вештачко ѓубро, тоа и за здравјето не чини. Другата работа, зборење за ова џамијата. Ми нисмо против верата. Они може сама. Една болка тука пречи, многу. И тука у џамија
нема стручен кадар, тие оđеларите са мауки, нису со факултет, образован човек, па да предава, да зна што да предае. И стварно му пречат на школата и верската настава. Konstruktimin e parë dhe konstruktimin e dytë të trekanshëm. Kush do të del në kras edhe me punu këtë ushtër? Pero Grigoros. Veri, Žegna. Konstruktor, trekandshin, me 3 elementet e dhanëm. Pero na trego se çka ke vizatuar në këtë vizat? Dhe para kemi vizituar një drec, maka dy kolët. Unë përshimë dimrore kum qenë të daja e qeterkum. Çka ke bën ti aty? Unë bëj, kum mësu lektyren e tjerë, detyra që në ka dhënë mësuesi, histori, diçka shqip, diçka lektyre e tjerë kum mësu. Po qeterkum ku ke? Qeterkum kum ke një shtëpi me shoqet, kum lyt futball, e tjetër, kum luaj denise, kum... I ke bërë të tjera? Të tjere ti kum bëj një natyre e tjerë. Kaži kako ti se vika cijeliste drugarči? Drugarčinjatove se vika Mukadem, Saqip, Gjemali, Adem, Sefedin, Recep, Arif, Azem, Sefedin i drugi. Devojči imаме Белкес, Анифе, Афардита, Сузана и други некои. Дали се сложувате? Дали вие го сакате Петра? Да. Воопшто не ви е чудно што тој е македонски меѓу вас? Не. Не. Ништо не. Се сакате сите, нели? Да. Ти, Педро, како ги сакаш? И ја ги сакам, и они мене ме сака. Ја нешто, кога имаме час по македонски, ја нешто им покажем, и они некој пут мене ми покажува по албански јазик кога имаме час. Тебе не ти смета воопшто? Мене ништо општо не ми смета тоа. Ти си ги сакаш нив како... И ја ги сакам им како другари, како тоа. Овде учим скоро 2 години. Дали и понатаму овде ќе учиш? Може и понатаму ќе учим овде све до осмолетка. А кој јазик знаеш уште? Уште знаем јазик по албански, цигански. Од кај знаеш цигански? Па тука има комшија што имаме, па од ним некој пат зборуваме и се научив од ним да зборувам. Јас, Јо, како родител на ова дете, во Тетово живејќи у Теќе, од толку години на 30 и на 40 години. И пада случај со моето дете за да учи во школа нормално. И видејќи детето како физички слабо, учејќи у Мусич горе, и Кикиш најде зазвено, премда у Зуфер Мусич како близу, и ја језикот си го знаем чисто, па се замолим директорот на Османа, ми оприми, па ме прача дали ќе опушти озгор од Кикиш. И тамо се сложив, и така детето врло му напредуе школото. И јас како таков работник у Тетек, сега пензионер, и стално му водим пратја, детето одлично му иде школото, језикот го знае перфект. И јас сум многу благодарен на детето. И нормално некој ќе бубне тие балкански народ. Тик некој ќе ти се најде баш најпаметен. Тој ќе рече нешто, се за мене тоа спарена. Виков, тој се не мога да одговори. А бре, за детето моје некој се буни. Некој си така ќе бубне нешто. Само за мене е споредна, премда ја го знаем језикот. И така сум од детето истренирал по тој језик. И што има пречка, кој све школата се поеднакво. И ако сакаме да свараме нешто братство и единство, треба да се разбереме зрело, кој разбират, а кој се брка горе-долу, нека се бркат. Мене ми е споредно. Во ова училиште ме запишал татко ми. И кој дојде овде да го замоли директорот Осман, да замоли да ме примат во оваа школа, во Зуфер Мусич. И се е добро ти? Овде ми е многу фино. И близко ми е школата.
Све. Ќе молам, прв пат за Перо кога слушнавте дека е единствено македонче овде, како ви беше? Па да ви кажем право, ја се изненадив како може такво нешто да се до сега не сум сретнал на таков ученик и ми беше чудно и додуше и мило ми беше што стварно си сака и посебно и албанскиот јазик, освен македонскиот. Со јазикот немате проблем? Со јазикот уопште нема проблем. Ми беше чудно, но кога влегов во час да предавам географија, јас од него многу сум задоволен, од ти многу добро го знае албанскиот јазик. Со тоа он допринесува да братството и единството меѓу народите и народностите да се развија уште повише. И така тој покажува многу добар успех, што се однесува до мојот предмет, он е добар ученик.